Напливот на мигранти на стариот континент ги плаши европјаните. Влијае на желбата на дел од членките на Европската унија да ги отворат границите за проширување на европското семејство. Ова го констатираа представници на меѓународната заедница на еден месец пред изборите за нов состав на Европскиот парламент. Тие подсетија дека пред 15 години се случи најголемото проширување на Европската унија. Од тогаш постојано се намалувал интересот на членките да примаат нови сојузници. Што се однесува до миграцијата, доаѓањето на мигрантите од друга територија обично се гледа како катализатор на рапидни општествени промени и локалното население нормално е дека се плаши од тоа и ги чувствува како загрозени своите традиционални вредности. Сепак охрабрување стигна од некои од меѓународните фактори. Ги поддржуваат земјите од Западниот Балкан, кои бркаат приклучок кон европското семејство. Признаваат дека некои од земјите кои веќе се во заедницата недоволно ги почитуваат европските вредности и закони и со тоа ги разочарале останатите членки во Унијата. Странците советуваат што треба да се направи за да се трасира патот на земјите како Македонија, а ги споменаа и постоечките проблеми кои се уште постојат на Балканот. Некои земји членки се дури подсакале да им се одземат правата во Европската унија. Значи, демократска стабилизација на земјите на Западниот Балкан е нешто што е задолжително. Имаме исто така проблеми со номинациите на судиите, на јавните обвинители. Говорниците на дискусијата во седиштето на Европската унија во Скопје кажаа дека им преостанува да се надеваат дека новиот состав кој ќе ја води европската политика ќе даде приоритет на проширувањето и за земјите од овој регион на континентот. Нашата загриженост е во насока на тоа дали ќе има поевроскептични или повеќе поддржувачи за проширувањето. Тоа е клучното прашање кое сега не мачи. Изборите за новиот состав на Европскиот парламент ќе се одржат помеѓу 23 и 26 мај. Нов состав на едно од светските највлијателни законодавни тела се бира на секои 5 години од 1979 година па натаму. Парламентот го сочинуваат политички групи организирани на ниво на Унијата, а вкупниот состав моментално изнесува 751 пратеник.